Почитувани љубители на културата, уметноста и литературата, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Астрорум. Ако ги посетувате концертите, сигурно едно име ви звучи многу често. Дали станува збор за пијано придружба, дали за камерен музичар, солистичко музицирање, Марија Вршкова навистина многу често се среќава на репертоарот на македонската музичка сцена, но и надвор од неа. Таа е најпосекуваниот корепетитор. Таа е секогаш подготвена во последен момент да влета во невозможни ситуации и таа е една од ретките која што е подготвена да влезе во борба со најтешките партитури. Јас мислам дека ова е доволно како за почеток. Марија Вршкова е тука со нас за да ја прашаме се што не интересира, иако јас верувам дека барем музичката јавност ја познава многу добро. Марија, добре дојдовте во емисијата Астрорум. Ти благодарам пред се за убавите зборови и за убавата најава. Мислам дека се оно што прави во животот буквално го кажа во две реченици, така да тоа е тоа. Фреквентно име. Мислам дека влегува во многу битки, во многу простори, во многу различни композиции, во многу различни состави и мислам дека на крај секој пат се изборувам со таа војна, тоест секој пат испаѓам како некој победник. Малце можеби невкусно вака да се зборува во прво лице, но сепак оние кои што и онака ги тагира, оние кои што се чести посетители на тие концерти знаат токму која сум јас и што јас тоа правам за музиката на ова поднебје. Марија, и тие што реков малкумина не ве знаат, ќе видат по вашиот говор дека сте вие една од, морам да кажам, многуте уметници во нашата земја што доаѓа од Битола, земјата, значи поднебјето на клавирите, на многу една културна средина, кога се уште Скопје не било тоа што било. Дојдовте во Скопје, останавте во Скопје. Сите мои гости ги прашувам, се обидувам да ги вратам што е можно поназад. Тука нема тајни, вие основното и средното музичко училиште ги завршивте во Битола и потоа дојдовте на студии во Скопје. Можете ли да се сетите од каде дојде таа љубов кон музиката, со што бевте обкружени и дали имаше можеби некој директен виновник што вие почнавте да учите музика? Мислам дека директниот виновник е мојата мајка, која што целиот работен век го помина во музичкото училиште во Битола, предавајќи имено клавир. Од она што од моето најрано детство го знам, а кое што нормално мојата мајка и мојот татко го кажуваат, е дека кога ќе ме прашале на попладне каде сакаш да одиме на гости, јас секој пат сум ги бирала куќите каде што има клавир. И едно од најголемите впечатоци што онака ми се врежани во мозок од моето детство е моментот кога јас со мојата мајка одам на работа нормално. Веројатно не немал кој да ме чува, па она ме земала со неа. И во тој момент бев најсреќна и исто го памтам и купувањето на мојот инструмент. Во тоа време ако ви текнува немаше музички продавници, тоа беше некоја стоковна куќа Јавор, каде што на третиот спрат беше дел каде што се продаваја музички инструменти и не знам што ли уште не. Така да, во моментот кога го добив мојот прв клавир, еве го позади мене, истиот е, на 7 годишна возраст, веројатно тогаш почна таа голема љубов и од тогаш нема престанат. Иначе со клавирот се дружам буквално од 6 годишна возраст, така да тоа е веќе уште малце и 40 години непрекинливо другарство. Убаво кажавте дека имав особено чест да го завршам и средното и основното музичко училиште во Битола, кое и во тоа време, но и сега е едно од најквалитетните музички училишта во Република Македонија. На факултет дојдов во 93-та година чином во Скопје, кај професорот Тодор Светиев, каде што и завршив и магистратура. И приликом случајности јас останав во Скопје. Тука делувам веќе 25 години, работен стаж. Имав еден период кога работев во музичкото училиште во Куманово. Посем тоа во средното музичко училиште Илија Николовски Луј и посем тоа на факултетот 2000 година.
Марија, вие пред да дојдете во Скопје, веќе имавте освојувано важни државни награди. Знаеме дека во она време не постојат толку музички надпревари како што постојат денес. Навистина ги има во секое место, секаде каде што постои музичко училиште. Порано постоеше една селекција, прво на локално ниво, градско, регионално, потоа и државно, но онаа држава беше многу поголема со тоа што и конкуренцијата не беше навистина силна. Уште тогаш освојувавте награди. Кој беше оној момент кој што ве увери дека сте избрале вистинската професија и дека можете со сигурност успешно да продолжите натаму во професионалните води? Бранка, значи во тоа време, да. Тука морам да кажам дека имаше еден републички надпревар, каде што тој што ќе освоеше прва награда, одеше понатаму на сојузен надпревар во рамки на екс-Југославија. И тие надпревари беа, мислам, како убаво знаеш и ти, еве ќе кажам и за другите луѓе кои што ја гледаат оваа емисија, тоа беше, значи, се избрано онака, значи немаше 200.000 надпревари во републиката, него еден и единствен. Тој што е прв заминува на сојузен надпревар и на сојузен надпревар во Југославија, значи беше прво чест да се тргни, да се учествува, а не камоли да се земи било каква награда. Мислам дека одлучувачкиот момент кога имав трета награда по камерна музика, заедно со мојот долгогодишен пријател и соработник музички Владимир Костов, и во Дубровник, значи 85-та година, тогаш освоивме трета награда како камерно трио и трета награда како солист, нормално, се надпреварував како солист. И мислам дека тоа беше едно од пресудните работи за кои што јас се одлучив, нели, да продолжам со музиката, иако мојата најголема љубов беше медицината и во прва година средно буквално се размислував дали во музичко или во медицинско или двете школи заедно. Во тоа време, не знам како е сега навистина, но во тоа време имаше можност, нели, да се посетуваат и двете школи. Во последен момент се одлучив за музичко школо и апсолутно никој пат не се покаја преди тоа. Велат дека медицината и музиката многу убаво одат заедно, јас се уште немам до крај откриено, но знаеме дека многу доктори се навистина врвни и музичари, интерпретатори и се разбираат во музика, така што целосно ве разбирам. Значи, вие уште за времето во Битола, еве си негувате некои пријателства и музички до ден денешен, што е многу добро. Ајде сега да се префрлиме на студентските денови. Професор Светиев, знаеме дека порано и да се влезе во нечија класа беше престиж. Како се споивте со професорот Светиев? Морам да признам дека професорите порано соработуваа меѓу средните училишта и факултетот, ги гледаа кандидатите како растат, дури менторски. Имаше ли таква некое спојување, некаква средба и пред да се запишете на факултетот? Апсолутно, јас со мојот професор работев и во трета и во четврта година средно. Нема да речам приватни часови, затоа што за тие средби јас никој пат не платив ништо кај мојот професор. И сето тоа во соработка со мојата мајка и морам исклучително да кажам тоа, дека професорката Маргарита Татарчевска, која што ме водеше во средната школа во музичкото во Битола, беше еден од иницијаторите дека треба да се поврзиме со некој професор од факултет, каде што јас би продолжила. Нели, мојата мајка со професорката Татарчевска одлучија тоа да биде Светиев, а и тоа и наредните генерации, мислам, се покажа дека сите студенти од кај професорката Маргарита заминуваа кај професорот Светиев, значи така беше тој, нели, пат кој што се изводуваше во тоа време. Јас работев со професорот Светиев, мислам дека од второто полугодие од трета година средно и четврта цела година и во прва година на факултет апсолутно си се запишав кај него. Мислам, немаше тука никаква дискусија кај кого, затоа што уште од првиот момент и уште од првиот контакт со него јас бев заљубена во него. Заљубена во неговата работа, заљубена во неговиот принцип на работа, она што го кажува, она што јас го воспримав од него, и тоа останува до ден денес. Марија, тоа се гледа во секој ваш пристап со каква студиозност, но би рекла дека не секој има талент
да може да свири камерно или да биде музичка придружба некому. И јас никогаш нема да заборавам, сме имале со вас неколку интервјуа, порано, многу често сте биле дел од поранешните емисии, кога се разболе пијано придружничката на Стефан Миленковиќ во Скопје, не стануваше збор за симфониски настап со симфониски оркестар, стануваше збор за солистички концерт на Стефан Миленковиќ, каде што знаеме за каков врвен изведувач станува збор и како е тоа со една проба да се настапи така маестрално во домот на армијата. Се сеќавам на концертот, не оставивте без див. Какви се тие предизвици? Каква е таа психичка подготвеност што треба некој пијанист да ја има за да може да влезе во таков еден проект кој што е некогаш рамени на луда идеја? Бранка, значи само што ми го поставувате прашањето и веќе имам вака огромна трема во стомакот, затоа што мислам дека ја чувствувам мислата трема која што имав во тој момент кога требаше да влетам во тој оган. Значи, Стефан Миленковиќ сите го знаевме од детство, тој беше најдобриот виолинист во бивша Југославија, ние растевме со него, ние едноставно не беше идол и сакавме да постанеме нешто што е тој. Нормално. И во моментот, мислам, јас ова веќе го кажав во неколку интервјуи предходно и по весници, значи, кога ми се јавија од Савајле да кажат, да ме прашат дали сум вечерта слободна за тој концерт, јас мислев дека некој се шегува со мене, искрено. Исклучив телефон, повторно ми се јавија, испадна дека ме бараат од културно-информативниот центар и дали сакам да го спасам концертот. Единствено нешто што прашав, пошто видете вака, значи претходниот ден он свиреше со филхармонија, јас бев на тој концерт, наредниот ден исто имав купено карта за на кој што концерт ќе одев и знаев дека ќе свири Штраус соната. Една од ретките виолински сонати кои што во тој момент јас не ја имав свирена, при тоа најтешката соната. И прво нешто што прашав, дали Штраус ќе се свири. Оне кој што ме побара во тој момент, значи вика не, значи програмата ќе биде смената чисто за да се одржи концертот затоа што голем број на карти се продадени, значи не може туку така да биде откажан концертот. Јас викам во ред, има време чисто да одам до факултет да соберам некои ноти, да одам на проба, пробата беше буквално 20 минути, да видиме што ќе прави Стефан, јас што треба да правам. Стефан во истиот после 20 минути вика доста е, се ќе биде супер, отидовме на кафе. Јас викам те волам да повежбаме уште. Не, отидовме на кафе, вика олабави се ќе биде супер. Но предходно морам да кажам дека јас со виолини многу долги години соработував и тие партитури за мене воопшто не беа нешто ново. Така да и мене ми требаше многу малце време само да се присетам што е што, да поднавежбам нормално нешто. И тоа, вечерта бид на концертот. И мислам дека веројатно тогаш покажав која е Марија Вршкова. Мислам тогаш имаше голем интерес за мене и по новини, и по телевизии. Веројатно некој во ова поднебје треба да направи таков некој подвиг, па за да се заинтересираат сите страни, ме сваќате ли? А вие до тогаш си имавте изнасвирено се што самите велите корепетирано со години виолинисти, други инструменталисти. Што кажате пред малку, или пред прашањето кој што го поставивте, дали секој солист знае да биде добар корепетитор? Апсолутно ќе кажам не. Во моментот, веќе 4-та година работам корепетиција практика на факултетот за музичка уметност. Значи ги обучувам младите кадри, пијанистички кадри, да се справат со мојата дејност што ја работам цел живот. И можам да кажам дека најсупериорни пијанисти не може да се снајдат во оваа работа. Нешто има што треба човек да го поседува за да може да биде добар камерен музичар. Не секој го може. Јас тоа го гледам како преведувачите, има одлични познавачи на странските јазици, но ретко кој може да преведува симултано или да се снајде во живо на такви некои важни научни собери и сето тоа да го пренесе на мајчиниот јазик или на некој друг јазик. Претпоставам дека и овде треба да се има некоја друга димензија за да можете да размислувате пред време, да го читате, да ја читате психологијата на солистот и конечно енергиите, да можете, сигурно не со секого и не во секоја ситуација вам вие
пријатно да соработувате, но јас не се сеќавам дека некој рекол дека Марија Вршкова одбила некоја задача. Знаете како сепак јас сум еден музичар кој што е веќе во средните, нели, генерации, не сум веќе толку млада. Во младоста, значи буквално не одбивав ништо. Значи имаше моменти кога и во еден месец сум имала по 4 различни проекти. Од оваа инстанца, ако кажувам сега, јас не знам како сум стигнувала. Ете, сум стигнувала. Сега, например, ако знам дека немам време да се посветам некому, апсолутно не прифаќам. Во текот на годините создадов многу убави музички пријателства, во кои што ќе ги вметнам. Еден Страшо Темков, Владимир Костов пред се, мислам, ние од деца заедно свириме. Значи, тоа се двајцата мои луѓе кои што во било кое време, со било која програма, значи јас излегвам и свирам. Тука би го вметнала исто и виолистот Блерим Груби, со кој што исто така долги години соработуваме. Нека не се навредат сите оние други со кои што јас многу често свирам. Исто, например, имам и состави со кои што сум соработувала последниве 2-3 години, не повеќе од тоа, но исклучително убаво се очувствувам со нив и гледам да ги продолжувам тие соработки. Но во текот на годините точно сватив со кого можам и со кого ми е лесно и со кого ми е убаво, а со кого ми е помалку мачење. Не дека ќе го одбијам таков проект, но точно знам што ме чека на истиот. Вие имате настапувано и солистички, имате секогаш кога се бара нешто тешко да се изведе со нашите големи оркестри, тука е Марија Вршкова, современо творештво, да ги споменуваме ансамблите за современа музика и алеја и контемпора и генерално на деновите на македонска музика. Јас не знам дали има некој издание кое што поминува без вас, кога треба да се отсвири некое дело од големите македонски композитори, Зографски, Властимир Николовски, не знам, ќе ме исправите или ќе ме дополните. Дали е тоа посебен предизвик за вас? Има пианисти кои што ретко решаваат да отсвират некое дело, освен ако не се работи за дополнителен дел, за бис. Бранка, значи, и првото пуштање во тој начин на музицирање, ја спомна Алија, на повик на Сони Петровски, во тоа време уметничкиот директор на Алија, значи, влетав во таа работа и сватив дека јас ништо не знам од тоа. Тоа се нови нотации, тоа се нови изведби, тоа се нови начини на изведби, тоа е употребување на сопствениот инструмент кој што го знаеме дека има дирки, ништо повеќе од тоа, на 300 други начини. Со тек на време, значи, ги поминавме сите тие работи покрај прво малце полесни композиции, па потешки. Во моментот, може би нескромно, но можам да кажам дека мислам дека не постои клавирист во Македонија кој што има истирено повеќе нова музика на 21. век од мене, вклучувајќи и препариран клавир, вклучувајќи и други работи, флажолети на клавир, например, мислам, тоа за мене беше научна фантастика, како да ви кажам, но се учи, доколку човек сака да научи. Од друга страна, тој тип на музика за мене е, покрај тоа што е голем предизвик, дава многу простор за она што во моментот човекот го поседува, значи уметникот го поседува, значи нема начин во смисла да те стават во рамки дека Бетовен се свири вака или Моцарт се свири вака или толку педал треба да искористиш. Не. Овде, мислам дека целата креација на уметникот, па плюс тоа, ако е во директна комуникација со композиторот, излегува на прво ниво. И тоа за мене секој пат беше многу интересно. Се што сакам да направам, немам кочница, го правам, затоа што јас така го осеќам и јас тоа ќе го направам како што онака го осеќам. Мислам дека бројката од околу 50 премиерни дела што се врзуваат со вашето име е точна, па од тука сакам да ве прашам и кога станува збор со соработки и со диригенти и со други инструменталисти и настапи надвор и дома, можете ли да издвоите што ќе ви покрај овој концерт што го елабориравме со Стефан Милинковиќ, што ви има оставено впечаток во оваа 3-4 децениска кариера веќе? Многу концерти се, Бранка. Значи, прво, например, би го кажала моето прво настапување на Охридско лето со голем концерт. Тоа беше концертот на Блерим Груби,
а наредна година Страшо Темков. Значи во моментот кога ми се јави и кога знаев дека треба да свирам на Охридско лето, верувате мислам тоа беше затоа што Охридско лето во тоа беше круната на сите фестивали на Македонија, мислам, за таму да влезеш да свириш тоа беше како да ви кажам, мислам, стварно треба да видиш најдобар од најдобрите и да добиеш место и да добиеш концерт. Еден од концертите кои што ќе ги памтам за цел живот е концертот Пијацола со Саша Николовски Ѓумар. Исто, на Охридско лето, освен тоа и CD снимавме со тој концерт. Значи, таа емоција на тој концерт, мислам, тоа, не знам, останува, стварно останува. Исто така, например, концертот на трите концерти со Македонска филхармонија. Последниот беше Варток. Има еден куп концерти, например, би ви одзела сигурно на 10 минути онака да ги кажам сите концерти кои што стварно ми се многу интересни, многу битни, многу емотивни. Концертот со Битолскиот камерен оркестар пред 4-5 години. И последниот концерт, например, со моите две драги колешки Сара Пројковска и Елена Атанасовска. 30 прсти, еден клавир, проект кој што никој пат не се направил во Скопје, во Македонија. Просто концерти на кои што јас сум бескрајно сум уживала. Нека не се наљутат сите оние кои што нема да ги спомнам, времето ни е ограничено, не можам да се распинам со многу излагања, но има уште повеќе концерти на кои што јас стварно сум уживала. Мојата магистратура, мојот дипломски испит. Тоа беа сериозно големи концерти. Верувам, кон тие убави моменти може да ја приклучиме и наградата што ја освоивте меѓународната во Рим, и наградите виртуози во нашата земја, и CD-ата што ги снимивте, и такви некои работи што ја следат кариерата и се добар поттик за натаму. Апсолутно, првата голема интернационална награда беше Рим. 96 година. Виртуози, 3 виртуози, значи првата е зад мене, 2013, музичар изведувач, после беше дуо Олег Контраденко и Ана Контраденко и јас нормално, и третата награда беше нели контемпора. Значи 3 се виртуози, мислам дека се 2013, 2015 и 2016, така. Не знам, за мене не се секој пат некаква си круна. Доволно ми е да се присетам на еден концерт кој што огромно задоволство ми пружал во моментот, тоа е мојата награда. Аплаузот, честитките од моите најбитни колеги кои што после концерт ќе ми придат и ќе кажат дали е добро или не, или ќе имат своји сугестии. Тоа е тоа нешто што ме рани. Наградите, не знам, евеќе, берат прашина, толку. Еден подсетник на нешто што си направил и веројатно подстрек за повторно да го правиш истото понатаму. Марија, ќе ве прашам нешто, верувам дека нема да ме сватите погрешно. Не чувствувате ли да не свирите толку интензивно, камерно, да не сте толку подготвена да влегувате во такви предизвици, дека солистичката кариера ќе беше многу побогата? Знаеме дека имаме пианисти кои што чекаат од рецитал до рецитал, чекаат настап со некој симфониски оркестар, со Македонската филхармонија и тие уште сакаат и да се нарекуваат дека се концертни пианисти, а вие кои што толку богато работите и толку интензивно сакаат луѓето да најчесто ве сапат за камерен музичар. Дали кај нас малку има искривени гледишта на работите? Конечно, живееме едно време кај што многу работи се нарушени, поинаку се гледа на нештата, оној кој што побаво се представува по социјалните медиуми, се наметнува како врвен, а сите знаеме дека не е, да речеме, таков. Како го чувствувате ова ново време и таков еден, би рекла, нефер однос кон вас? Бранка, знаеш како, значи, со ова прашање веќе влегуваме во една тема која што е и семеен буџет. Јас на неколку пати имам речено кога ми понудиле солистички концерти, дека 8 месеци од моето слободно време морам да ги посветам на тој концерт. Тоа значи многу помал прилив и финансиски за моето семејство дома.
како сама жена дома, како сама мајка, значи не можам да си приуштам таква работа во моментот, можеби понатаму нешто, не дека не ми се свири, не ме сваќате погрешно, и не дека нешто се кријам во камерната музика зад солистичката. Напротив, имав предизвик. Филхармонија, се јави директорката, ме повика, реков во ред, 6 месеци. Тогаш направив голем кат, усвари не ни направив голем кат. Напоредно ги водев и другите работи, и другите концерти, и успеав. Знаете и сама, имав фантастичен концерт, фантастичен диригент беше позади мене, исто така, но сега морам да кажам она другиот дел од прашањето што го поставивте, да, оние луѓе кои што малце повеќе солистички свират во Македонија, малце со презир гледаат на мојата работа. Јас гледам и на факултетот, например, зборот кој репетитор, апсолутно значи пианист кој што апсолутно не го бива за солистичко свирење. Мислам дека на ова поднебје им докажав на сите дека човек може да биде едно и друго и трето и апсолутно да биде добар во сите тие работи. Марија, за среќа, вие сега имате шансата да не сте само музички соработник, иако најмалку мислам дека е тоа помалку важна професија. Сега веќе сте и професор, доцент сте на Факултетот за музичка уметност по Скопје и можете своето знаење да го пренесете на идните генерации, да ги обучите за една многу одговорна работа. Тоа значи дека сте во постојан контакт со младите, па можете да дадете една, односно имате широката слика. Знаете како било порано, кога вие сте биле млада, како е денес, што тоа се смени толку што генерално сите имаме проблем. На музичката сцена работите дефинитивно не се такви какви што беа порано. Дефинитивно не се знаат многу нешта, дефинитивно влета луѓе што не треба да влетаат, но јас велам, секогаш има потенцијал, секогаш што ќе исплива на површина. Како гледате на денешната македонска музичка сцена и образование? Оние деца кои што работат. Тоа е факт. И секој пат било факт. На Факултетот за музичка уметност сум од 2000 година. Ако во просек секоја година имам по 18 студенти, во првите години кога почнав да работам, имав 15 фантастични студенти, двајца можеби така, и еден кој што апсолутно во моментот е залутен таму. Со годините, таа бројка од 15 се намали на 3, на 5, на 6. Јас секој пат се радувам на убав студент, на студент кој што сака да научи. Моите студенти знаат дека јас сум слободна за нив и во сабот и во недела и кога и да посакаат да имаат час со мене, јас сум тука за нив. Нормално, за оние кои што работат и од кои што имам фидбек било каков. Од друга страна, сепак политичките работи прават многу лоши работи врз образованието. Онај момент на примање политички кадри во основните и во средните образованија, затоа што таму е зачетокот на нашата работа. Ние на факултет треба да добиеме малтене готов производ. Со години не добиваме таква работа. Чест на изузетоци, значи ги има такви, има професори кои што се уште вредно, упорно и онака како што треба и како што работеле со нив работат, но се останато е буквално музички неписмено. Ете, влегуваме во еден момент кога нели, се збори и на телевизија и слушаме на вести дека ќе се сменува и основното образование и ќе се скратува музичкиот предмет и ќе се врзува со ликовен предмет. Дали знаат луѓето што прават со тоа? Веќе сме донесени до еден минимум на образование кој што доаѓа од основно и средно. Замислите што од ова ќе се случи. А знаеме дека она што не прави држава и култура е токму и што останува е литературата, културата, уметноста, така што јас мислам дека никој нема сметка ако не се вложува во овие сфери. Имате некакво решение? Јас сакам себе си некогаш да се прашам што би било ако станам кралица на оваа земја, што би сменила за да се вратиме, макар ако не и да бидеме подобри од минатите времења. Знаете што, само нека се врати оно образование кое што ние го теравме додека ние бевме деца. Ништо повеќе од тоа. Не измислуваме топла вода. Се што требаше да правиме претходно го правевме и функционираше.
сите нови работи кои што се доведоа, нели, како измени, како дополнувања, не функционираат. Барем за мојата струка. Не зборам глобално, апсолутно. Од друга страна, значи, интернетот и другите работи, значи, вниманието на секое дете, тоа е факт. Ние немавме компјутери. Така? Ние бевме на улица. Ние секое слободно време, јас барем секое слободно време го поминував на клавир, затоа што немав компјутер, значи немав друга занимација. Тоа беше мојата занимација. Не дека тоа треба да се направи кати, тоа да се не знам, да се научат децата така да функционираат. Не, децата функционираат во 21 век. Што со тоа? Добри професори во основно и во средно, онаму каде што почнува науката. Онаму каде што е зачетокот, онаму каде што децата треба да се описменат. Тоа е тоа, ништо повеќе. Значи, партиски работи во образование не. Марија, вие многу сакате и да патувате. Музиката ве носеше на многу места за среќа. Тоа е една од полезностите на занимавање со музика, со уметност. Но и приватно многу сакате да патувате. Не знам колку е уместно во време на пандемија да ве прашувам за идните планови, но можам да ве прашувам за идните музички и вакви животни соништа. Дали нешто планирате, дали нешто ново подготвувате, дали си посакувате нешто за себе, за изведба, за средба, за соработка? Пред се посакувам, не само за себе, за сите нас, значи пред се посакувам момент кога ќе излезам од дома да излезам без маска. Тоа значи дека нели цела пандемија веќе ќе стивни. Не може да замри наеднаш, тоа сите го знаеме, но ќе стивни. Дека имам проекти кои што ми се на ум, имам. Дека она што пред малку го спомнав со моите две драги колешки Сара Бројковска и Јелена Танасовска, дека оваа година мислам дека ќе биде во знакот на нашето трио 30 прсти. Мислам дека тоа, дај Боже да биде се во ред со ковидот и мислам дека тоа ќе го направиме. Имам огромни идеи со мојот долгогодишен партнер Владимир Костов. Доколку Министерството не поддржи во нашите идеи, значи ќе се представиме и на некои други места каде што досега не сме свиреле. Попатно има уште некои можности за концерти кои што не би ги најавила затоа што нормално не е ништо на хартија ставено и се зависи нормално од здравствената ситуација. Така да имам големи планови за оваа година, затоа што минатата година некако не само мене, на сите ни помина во едно исчекување. Имавме сите големи планови, за жал многу од нив пропаднаа. Ова година реков дека ќе се борам да ги направам сите проекти кои што ми се во глава. Се надевам дека ќе успеам во тоа, времето ќе покажи. Дај Боже сите да бидиме здрави и веројатно се ќе се реализира. Јас ви посакувам се што си зацртавте да остварите и да ни инспирирате со вашата несопирлива енергија и да вас слушаме во различни состави, да преку вас да слушаме уште многу нови дела кои што ќе не збогатат и генерално ќе збогатат македонската музичка сцена. Не се сомневам во тоа. Со сигурност, барем кога станува збор за вас. И Литература МК, знаете дека секогаш на своите читатели им подарува по некоја книга за сеќавање на оваа емисија. Вие можете во книжарниците на Литература МК да појдете да си одберете нешто. Јас пред мене имам една книга што е актуелна. Вие зборувате никако политика, но Чомски многу убаво објаснува кој тоа владее со светот. Знаеме дека не секогаш само нашата политика одлучува за нас, дека се тоа светски текови, да се надеваме дека хуманите нешта ќе преовладаат и дека конечно сите ќе бидеме здрави, живи во една пубава средина, животни похумани односи. Марија, јас ви, ако имате нешто да дополните кон крајот, ќе ви посакам добро здравје, како и на сите, тоа е најважниот поздрав денес и да се видиме некаде во живо на концерт. Најмногу би се израдувала набрзо да се видиме во живо на концерт. Уште еднаш огромна благодарност за поканата за присуство и разговор во Астрорум. Повторно, да не се повторувам, го кажав тоа и на почеток, огромно задоволство е да се разговара со тебе, дали е тоа пред камера, дали е тоа онлайн, дали е тоа во живо.
Се надевам, Бранка, дека се гледаме наскоро во живо, после некој мој концерт, као што сме го правеле тоа изминатите години. Благодарам, Марија, секој е добра. Thank you.